Денес во Прилеп се одржа четвртата работилница од проектот Стимулирање на зелени вработувања. Клучни точки за прекогранични образовни и технолошки иновации. Во продолжение слушнете ги што имаат да кажат консултантите и координаторите кои што се дел од проектот. Добар ден, ние сме од Отворена телевизија, поддржана од Аквис. Моето прашање е која е логата на вас во проектот? Така, значи Бизнис Академија Смилевски заедно со регионалната стопанска комора од Битола и заедно со два партнери од Грција, Универзитетот на Западна Македонија и еден институт ЦЕРТ од Кожани, креиравме еден проект за стимулирање на зелени вработувања и преку образовни и технолошки иновации сакаме да ги подобриме основната цел на овој пелагониско-плански регион, а тоа е замена на кафеавата енергија во зелена енергија. Значи, во тој процес на транзиција, основната цел на проектот е да се сменат работните места од кафеави во зелени. Кои резултати очекувате да ги постигнете во проектот? Во проектот се постигнуваат голем број на резултати. Прво имаме зголемување на бројот на вработувања во самите фирми на Пелагониско-планскиот регион, градење на една регионална стратегија за зелена економија за цел Планско-Пелагониски регион, градење на 10 компаниски стратегии за зелена енергија, кои заедно ќе овозможат транзиција на нивните фирми на целиот регион од кафеав пристап кон зелен пристап на зелена економија. Потоа доаѓаат огромен број на апликации кои ќе се направат во однос на старт-апи, бизнис планирање, 10 бизнис планирања на 10 млади луѓе во Пелагониско-планскиот регион, во кој ќе биде основна компонента зеленото вработување. Потоа се 5 апликации за ИПАРТ, 5 апликации за ФИТР, за Фондот за иновации и предприемаштво и една апликација за зелена енергија и транзиција, значи вкупно 15 апликации во овој Пелагониско-плански регион, што проектот ќе му возможи на фирмите да ги има за да можат тие да се конкурираат во соодветните фондови од Европската Унија. Исто така, голем број од резултатите се и опфатеност на голем број на обуки и семинари во делот на зеленото вработување и подигнување на знаењето, вкупното знаење за ке населението за заштита на животната средина. Јас сум Никола Димковски од регионалната комора со седиште во Битола, еден од партнерите во проектот ГЕМС. Заедно со Бизнис Академија Смилевски сме двата партнери од нашата земја. Значи се работи за прекограничен проект со партнери од Република Грција, како што веќе и колегата од Бизнис Академија Смилевски спомна, Универзитетот на Западна Македонија од Кожани и Институтот ЦЕРТ. Која е улогата на Стопанската комора во проектот? Значи, комората како институција која ги вмрежува стопанските субјекти во нашата земја и вклучително регионалната комора за Пелагонискиот регион, всушност две комори се регионалната од Битола и регионалната од Прилеп. Ние ги пред се ги гледаме интересите на компаниите во регионот и всушност ова една тенденција кон зелена економија сакаме да ја представиме во што поблиско светло на компаниите за во иднина да можат што полесно да транзитираат кон неа. Во проектот се вклучени повеќе од 300 компании од Пелагонискиот плански регион. Како овие компании реагираат и дали имаат желба да транзитираат кон зелената агенда, да ги трансформираат работните места во зелени места? И што досега е постигнато? Дали имате некои позитивни резултати? Значи, тенденцијата на Европска Унија е секако во наредниот период и ние како држава имаме превземено таа обврска да транзитираме од ресурси кои што се carbon based, што ги викат на англиски, кон зелени ресурси, но тоа не подразбира само работни места кои што се директно вклучени во добивање на тие ресурси, туку и сите придружни економски субјекти. Така да импактот е многу голем и компаниите со тек на време ќе мора да се адаптираат
веќе со искуството од Република Грција знаеме дека тие веќе имат и како држава, но и поддршка од Европска унија за транзиција кон овие трендови со некои нови фондови. Ова е се со цел, значи, нашите компании да ги припремиме, да бидат припремени за кога ќе бидат и тие фондови достапни кај нас, компаниите да можат да аплицираат на нив. Веќе имаме ние искуство со транзиција кон зелена енергија, со целата моментална состојба со енергетиката, значи инсталирање на фотоволтаици на самите компании, тие мора да се предвидат и собствени работни позиции за тој дел, за тој сегмент од работењето, така да еве тие се тие позитивни искуства. Но во наредниот тек на активностите очекуваме да биде, тоест во периодот нареден, уште поинтензивно ова да се случува. 6 работилници ги организираат Setting Consulting во регионот Ресен, Кичево, Прилеп, Кавадар, Ципитово. Која е целта и што ќе се постигне со овие работилници? Прво да изразам голема благодарност до Бизнес Академија Смилевски и до Стопанската комора, регионалната комора во Битола, за нашиот ангажман како консултанти од регионот да бидеме дел од еден ваков проект кој што е пред времето за нашата држава. Или може да се каже дека во вистинско време се случува за да ги едуцираме компаниите во нивниот пат на транзиција и трансформација. Знаете, сите интензивно се зборува за дигитализација, за автоматизација, за затворени прстени на технолошките процеси и сето тоа води кон една зелена економија и кон зелени вработувања. Тоа е поентата и темата на овие работилници. Да ги покажеме регулативите, нашата хармонизација на нашата држава со Европската унија, исто така и кои фондови доаѓаат. Многу е битно да кажеме дека кога Европска унија дава регулатива или директива или стратегија, дава и рокови во кои што ние треба да се прилагодиме и задолжително дава фондови. Типот на фондовите е од 3 различни структури. Едната структура е гарантен фонд, другата структура е грантова програма и третата структура е кредитирање. Сите овие се на располагање на нашите компании, а токму на овие работилници компаниите ќе можат да ги видат и да се соочат со истите и да прават планирање како ќе може да транзитират и да добијат средства на самиот пат на транзитирање. Setting Consulting е позната повеќе од 10 години. Има донесено над 60 проекти за компании и јавен сектор. Како се тоа може и на жена да го постигне? Никој не може сам да постигне многу големи резултати. Значи, тимот на Setting Consulting се состои од повеќе професионалци, одвработени луѓе и нормално ангажирани надворешни лица. Соработката е пред се, така да јас само ќе кажам дека на овој настан ние не сме сами, поканивме и други консултантски компании кои што се во свој домен. Кога правите еден солиден тим од професионалци, тогаш успехот е загарантиран. Тука се значи консултанти од регионот, од урбанизација, енергетика, планирање, проектно планирање со техничка документација, енергетска ефикасност, грантови, се што имаме национално во државата и се што ни доаѓа од Европска унија. Така да успехот секако може да биде заеднички. Исто така на овие работилници морам да споменам дека ја промовираме нашата втора едиција за фондовите ИПАРД, која што е многу практична и многу лесна за да можат компаниите базично да се информираат за програмата. И на овие работилници прирачникот ќе го добијат значи бесплатно како подарок. Исто така прирачникот може да се најде во Веро, маркетите во Битола, во Скопје и во Тетово. Ви благодарам. И јас вам. Јас сум Тодоровска Емилија, експерт во Стопанската комора на Северна Македонија. Работам во Центарот за квалитет, задолжена за одржување на системот за квалитет во Стопанската комора, а воедно и консултант за имплементација на меѓународните стандарди во нашите компании. Кои стандарди ги испорачува Стопанската комора? Стопанската комора уште 1995 година започна со имплементацијата на овие стандарди. Меѓутоа, како се одвиваше и транзицијата и измената на стандардите, го следеше тој тренд и почнавме со ISO 9001, но сега го работиме и 14001, 45001, 22000, тука и халалот, систем за безбедност на храна базирана на исламски принципи, потоа хасакот како законска регулатива, која фактички е дел од ISO 22000, стандардот за безбедност на храна, и оно што сега ќе почне да се баре, тоа е IFS, стандардот кој што ја
затврдува безбедноста на храната и нејзиниот приоритет на големите трговски ланци. Кој е вашиот совет кон компаниите и што ќе постигнете на денешниот настан? Мојот совет е да сепак стандардизацијата ја прифатат како дел од собственото работење, бидејќи со воведувањето на стандардите дефинитивно конкурентноста е зголемуваат. Посебно оние што се извозно ориентирани, меѓутоа самите стандарди имаат голем бенефити за внатрешното организирање на работата, што значи дефинирање на процеси, постигање на јасна одговорност, транспарентност во документацијата, а сето тоа води кон зголемена процесна ефикасност во работењето. Ви благодарам на искрените одговори. Разговараме со Гечевски Лазар, основач и директор на Green Level Energy Institute. Пак сакала да ве прашам што размислувате за енергетиката. Сакам да кажам дека енергетиката беше доста време запоставена, иначе 60 до 65% од GDP на државата и таа не треба да биде запоставена, туку напротив треба да се даде максимум со регулатива и со законски активности кои што ќе допринесат дополнителни активности во делот на енергетиката да биде полесно за аплицирање, полесно за спроведување на обновливи извори енергија и користење на енергетска ефикасност во републиката. Значи, нашата држава е препознатлива дека има најквалитетен пик на сончеви здаци и тоа треба максимално да го искористиме. Значи, и за фотоволтаиците кои што треба да се постават за производство на електрична енергија, а исто така треба да биде и за енергетска ефикасност и за колекторски поставување на колектори кои што ќе значат дополнително добивање на топлинска енергија, која што како ќе значи многу во државата, значи олеснување, намалување на трошење на електричната енергија и спроведување во делот на зелената енергија, каде што очекуваме и зелени вработувања, како што е денеска и состанокот на проектот за вработување преку делот на зелена енергија. Кои се ваши очекувања од самиот настан? Очекувам, бидејќи присуството е големо, мислам дека сите сакаат да слушнат и да дадат свој допринос во енергетика, нарочито во обновливи извори енергија и во енергетската ефикасност. И ценам дека се повеќе и повеќе ќе биде застапена енергетиката во нашето окружување, а резултатите ги очекуваме во скора иднина, бидејќи енергетиката е нешто што треба временски период, меѓутоа би укажал дека треба да се регулативите да се направат и законите према она што е потребата. Значи да не чекаме по 20, по 30 документи и тие да се вадат 6 месеци до година дена, него да се намали и дефинитивно секој да биде задоволен со поставување на фотоволтаици, со производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, со енергетската ефикасност која што треба да биде импутирана и дефинитивно животната средина каде што треба да биде намалена CO2 емисија, која што мислам дека сите ќе допринесат за да исто да се имплементира и побрзо ги собереме плодовите од тоа што ќе го инвестираме.